Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешното издание и епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за една тема која што ќе ви помогне да можеби подобро се снаоѓате во маркет и да најдете начин како на подобар начин да го полните вашиот фрижидер. Она што јас го знам и од свое искуство и од секојдневно искуство на соочување со луѓе кои што се справуваат со навики кои што се тврдокорни и кои што се негувани со години, е фактот дека секој од нас кога оди во маркет и можеби тоа е на неделно ниво или на пола недела или два пати месечно и така натаму ако правиме некое големо пазарење или можеби одиме два пати неделно во маркет за да испазариме нешто или пазарен ден е тоа по помалите градови и така натаму, се соочуваме можеби со едно те исто. А тоа е најчесто дека секој од нас оди по истата рута до маркетот или до пазарот, поминува низ истите тезги, купува од истите места, ги купува истите или слични продукти и така натаму. И секој од нас се влезем во некои навики кои што можеби се тоа и 5, и 10, и 15, и 20 години, готвејки на ист начин, правејки исти оброци во текот на неделата, можеби се тоа 5 до 10 различни типови на оброци и купувајки на исти продукти кои што се едноставно потребни за да се направат оброците. Сега, затоа што секој од нас е свесен дека многу е тренди денеска и многу се форсира здрав начин на исхрана, правилна исхрана, добри продукти, здрава храна и така натаму, многу често доживуваме и аверзија и отпор кон тоа што значи здраво купување и не знаеме можеби најчесто и од каде да почнеме и кои се здрави продукти и што ги купам кога поима немам како ќе ги готвам и ќе ги изготвам можеби на начин кој што е тотално невкусен и никогаш повеќе нема да ми текне да го купам тој продукт и да се изготвам нешто здраво. Од друга страна, тоа е сосема погрешно затоа што исто како што сме научиле да ги готвиме или некој не научил да ги готвиме оброците кои што со години ги имаме, именуваме можеби тоа се 10 типови на оброци кои што ги јадеме дома и 5 до 10 типови на оброци кои што ги јадеме надвор ако сме од дома во кафани, ресторани и така натаму. Истото можеме да го научиме и за поквалитетното готвење. Сега, од друга страна, нормално дека производувачите на храна и трговците и маркетите секогаш се трудат да можеби ни продадат повеќе калории и да земеме вишок на калории во нашата торба, кеса, да ставиме повисоки и така натаму. И се работи за добро смислена стратегија која што одлично функционира и која што секој од нас потпаѓа, а тоа е дека во маркетите никогаш ништо не е случајно ставено на одреден рафт и никогаш случајно не се наместени одредени продукти во одредени рафтови и локации на маркетот. Тоа значи дека ако некој од вас често пазари во поголеми маркети кај што има и пилјари, има и пекари, и сладкарници, месара и така натаму, кај што можеби купува се што му е потребно за дома, најчесто ќе забележите дека зеленчуците и овошјата се секогаш ставени на влезот на маркетот, односно на почетокот, затоа што едноставно овоше и зеленчуци никогаш не сте виделе да се рекламираат. И она што јас го знам од како поговорка и она што кружи во круговите на луѓе со кои што јас се дружам, е дека се нешто што се рекламира на телевизија и на билборд не се јаде затоа што најдобар начин да испромовирате ѓубре е да го рекламирате на телевизија. Не важи за сите продукти, за се едно што го имаме како производ и корис во денешницава, но зборувам генерално за храната. И тоа значи дека ако влезете во маркет, освен што ќе видите овошје и зеленчуци на почетокот на маркетот и ќе поминете на брзина, она што е исто така најважен продукт, а тоа се маслото, јајцата и лебот, најчесто се ставени во дијагонала на маркетот, што ќе ни придонесе да изодиме низ многу други рафтови кои што се царство и изобилство од грицки, од чоколади, од сокови и од оној познат junk food. Затоа што најчесто кога се работи за купување на junk food, она што се случува е нашите очи го купуваат. Затоа што кога ќе видиме и ќе поминеме покрај одреден рафт, а сме тргнале кон можеби тоа да купиме леп, најчесто ќе штрбнеме и по 1 до 2 продукти кои што не изгледаат неодоливо. Мене ми се случувало многу често и да некој од тие продукти да го изедам и пред да стигнам на каса, па само да го однесам хартивчето кое што за да го куцнат и да го платам. И истото се случува со многу луѓе. Многу често одејки по 2 работи во маркет завршуваме со 5, затоа што тоа е направено на многу интересен начин и секој од и производителите на храна и луѓето кои што се бават со маркетинг и истражување
на однесувањето на купувачите и муштериите, едноставно тоа им е задача и тоа им е цел да купиме што повеќе. И се работи на крај на денот за бизнис, што не е ништо ненормално и што не е ништо нечовечно. Живееме во таков свет. Од друга страна, кога можеби децата доаѓаат со вас во маркет, многу често работите кои што треба да го привлечат нивното внимание се ставени на низок дел во рафтот, затоа што очите на децата тоа ќе го фатат, па ќе се расплакаат, па ќе мора да им купите и така натаму. И за да најлесно се справите со сето ова, прво треба да бидете свесни. Затоа ви ги кажувам овие работи, затоа што кога сме свесни и кога знаеме што да очекуваме, многу полесно ќе се справиме за да не направиме некоја навика која што ни се подкраднува со години во нашата корпа и во нашите висеки. Сега, кои се добри чекори? Прва работа, секогаш одете во маркет со список, затоа што кога ќе имате точно зададен список за тоа што ќе ви фали, многу е веројатно да не украднете нешто од рафтовите. Од друга страна, секогаш одете најадени во маркет, затоа што многу често гладта ќе не натера очите да купат тоа што не ни е потребно дома. Никогаш не пазарувајте со изговор за други, од типот ќе за гости или за така натаму. Ако има гости, ќе купите денот кога гостите доаѓаат, затоа што најчесто тоа за гости многу почесто завршува во нашиот стомак, отколку во гостите на стомакот, и секоја недела или ден се купува во маркетите со причина дека треба да се купи нешто за гости, а едноставно ние го јадеме. И тоа се некои работи кои што јас би ви ги дал како совет за да можеби избегнете нешто што со години се проткајува како навика, и ако можеби нешто можам да ви помогнам и дополнително во оваа тема, слободно обратете ми се и ќе ви кажам како мене ми изгледа денот. За оние кои што ме следите на социјалните мрежи Facebook и YouTube, има една од најпрвите епизоди, тука е околу 13-та, 14-15, кај што ќе може да најдете конкретно 10 минути, одиме во маркет и да видите како јас шетам низ рафтовите и како јас пазарам во маркетите. Така да, ако можеби не се сногете, побарајте ми линк, ќе ви пратам од таа епизода и можеби ќе ви помогне за да се снајдете во маркетите и вашите висеки и вашиот фрижидер ги полните со квалитетни продукти, да почнете да можеби приготвувате оброци кои што за нијанса се разликуваат. Тоа не значи дека не се вкусни, но се разликуваат во нивниот нутритивен состав, што на долг рок ќе ви даде многу подобар резултат. Јас за денеска завршувам. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека ова ви донесе вредност. Ви посакувам убав ден и здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао!